доларот се наметна како најважниот символ, да кажеме, во економска смисла, некаде 44-та година, нели, со Бретон Вудс договорот, каде што сите земји во светот се прифатија да се врзат за нивната валута, да се врза за доларот, додека паралелно на тоа доларот се врза за, нели, златото. И тоа беше една приказна која Соединетите Американски држави успеа да го убедат светот дека нивното врзување со злато ја гарантира стабилноста и на секоја национална валута во светот, се додека е врзана за доларот, нели. И тоа трае некаде до Виетнамската војна, според мене, бидејќи Виетнамската војна бараше од САД да повторно да печати пари, да има една монетарна инекција, односно да се принтаат пари, да се пуштаат во економијата за да се финансира војната. Нормално, секој ова печатање на пари не беше покриено со злато, бидејќи не можете вие бескрајно да печатите пари, кога златото и не е така бескрајно.